Со премудрост простом да го изслушаме светото Евангелие. Мир на сите. И духови Твоему. Ке се чита од свето Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во она време пристапи кон Исуса еден човек по име Јаир, кој беше управник на синагогата. Па кога падна пред нозете Исусови, го молеше да отиде во домот негов, зашто имаше една единствена ќерка на 12 години и таа умираше. А кога одеше Исус, народот се туркаше во него. И една жена која страдаше 12 години од крвотечение и сиот свој имот беше го потрошила по лекари и ниеден не можеше да ја излечи, пристапувајќи одзади се допре до крајот на неговата облека и наеднаш и престана крвотечението. И рече Исус: кој се допре до мене? А кога сите се откажуваа, му рече Петар и оние што беа со него: Учителе, народот те опколил и те притиска, а прашуваш кој се допре до мене? Но Исус рече: некој се допре до мене, зашто сетив дека излезе сила од мене. Жената штом виде дека не може да се сокрие, со треперење пристапи, па откако падна пред него, му кажа пред сиот народ зошто се допрела и дека веднаш оздравела. А он и рече: не бој се, ќерко, верата твоја те спаси. Оди си со мир. Додека он уште говореше, дојде некој од управникот на синагогата и му рече: ќерка ти умре, не мачи го учителот. Но Исус штом го чу тоа, одвраќајќи му рече: не бој се, само верувај и ќе биде спасена. А кога пристигна во куќата, никому не дозволи да влезе, освен на Петра, Јована и Јакова и на таткото и мајката на девојката. Сите плачеа и ридеа по неа, но он им рече: не плачете, таа не е умрена, туку спие. И му се подсмеваа, знаејќи дека е умрена. А он, откако ги истера сите, ја фати за рака и извика велејќи: девојко, стани. И се поврати незиниот дух и стана веднаш и заповеда да ја дада да јаде. И се зачудија родителите незини. А он им заповеда никому да не кажуваат за тоа што стана. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Отец, благослови. Господ. Од која причина во денешново Евангелие се наведени два случаја на исцелување? Па наведени се два случаи затоа за да имаме увид во два аспекта во барање помош од Бога. Тие функционираат педагошки, односно не поучуваат како треба да се молиме на Бога. Во првиот случај го имаме Јаир, кој што беше началник на синагогата и он откако го најде учителот и лекарот, го повика во својот дом да ја исцели неговата малечка 12 годишна ќерка. И Христос тргна по него, меѓутоа пред да стасат до домот, слугите негови му кажа дека веќе е доцна, да не го мачи учителот, затоа што девојчето е починато. Тогаш Христос се обраќа кон него за да не намали неговата претходна вера. Му вели: не бој се, само верувај, таа ќе биде спасена. Че го опоменува, го отрезнува. И тогаш Јаир се враќа повторно на она вера на која што беше. И сега да се ставим на местото на Јаир. Дали кога нам би ни се случило такво нешто, додека бараме од Бога помош, уште поголема катастрофа, дали би се откажале од Христа или би останале и понатаму со него? Затоа што Јаир ја доби својата награда за истрајноста што имаше во Бога. Во ниеден момент не се откажа од Христа, туку му ги послуша зборовите. И за истрајноста доби исцеление неговата ќерка. Значи, таткото беше оној гарант за своето чедо. Се жртвува себе си за чедото свое. Од другата страна пак ја имаме крвоточивата жена, која што
крадешком се допрела до Христовата руба. И таа не исповедала никаква молба, никаква вера, туку со тоа што имала вера во Христа совршена, таа си верела во себе само ако се допрам до Него, ќе бидам исцелен. И исцелението се случило. И сега, Јаир причината за неверија имаше отпосле. Значи, он дојде во очајание кон Христа, додека беше жива ќерка му. Отпосле слушна дека е таа мртва и причината за неверие отпосле се појави. Меѓутоа, крвоточивата жена таа причина веќе ја имала однапред. Односно, во Евангелието се вели дека таа сите своји сили, сите своји средства ги има веќе потрошено на разни бајачи, гатачи и лажни исцелители. И тие не и помогнале. Сега, колкава сила таа имала кога повторно не се поколебала за да пристапи кон Христа, дури не ни прозборувала со Него, да го праша дали може, дали не може. Че со каква вера таа пристапува кон Христа. И покрај сите претходни неуспешни обиди да биде исцелена, го здогледува вистинскиот лекар и доаѓа кај Него и бива исцелена. Во Евангелието се вели дека за излекување таа го потрошила сиот свој имот. На какви лекари ги потрошила своите пари? Својот имот го потрошила на лажните бајачи и гатачи. Во Куманово голем дел од нашето население функционира на тој начин, за жал. Затоа што бајачите даваат лесен рецепт за исцеление. Ке однесете 2 маички ваму, 3 водички ваму, ке отворите црква, ке дополните кандило со зејтин. Значи, буквално функционираат магиски, како некогаш маѓесниците, дали од Египет, дали од Рим. Значи, проти кој што Свети Ѓорѓи се бореше, Свети Никола се бореше, Свети Климент, нашиот просветител, се бореше. Кај таквите. Сега, некои од тие исцелители лажни знаат дека немаат сила, меѓутоа манипулираат со народот. Имаат некоја доза на интелигенција и сега ќе отприлike ќе прочитаат или ќе успеат да извлечат информација од луѓето, па ќе се надоврзат на тоа. Меѓутоа има навистина некои од нив кои што имаат сила. Меѓутоа многу важно за нас е од каде име таа сила. Затоа што ние кога сме жедни, не можеме да пиеме и од чаша во која што има отров, и од чаша која што нема отров. И двете ќе ни угаснат жед, меѓутоа мора да внимаваме од која чаша ќе си ги задоволиме потребите. Многумина од тие бајачи и гатачи велат, морам тоа да го правам затоа што светците ме мачат. Тоа да знаете дека ви е прв показател дека со тој човек нешто не е вред. Зашто ниеден светител, прочитате житија на светители, кои што ние веќе ги имаме на иконите. Не ни треба други светители од таков тип, како што се овие. Ќе видите дека никогаш никој од нив не бил мачен. Бог никогаш слободната волја не ја одзима на човекот. Ако сака може да исцелува, ако не, не. Додека овие бајачите прават нешто што мораат затоа што телото свое на ѓаволот си го имаат предадено, да му биде дом. И сега кога пробуваат, и многу од нив и со своји уши има слушнато велат, пробував да престанам, меѓутоа не можам. Им треба борба за да го истераат ѓаволот веќе од нивниот дом. Значи веќе ќе си плаќаат кирија за тоа што го направиот. Дано ќе си даваат. А што е најчудно, сите тие бајачи и гатачи повторно народот го испраќаат кај свештеник за молитва и за причест. Ако веќе имаат од Бога власт и сила, зашто самите не прочитаат молитва над луѓето? Зашто самите не ги причестат, нека ги исповедаат, нека ги разрешат од гревовите? А тоа не може да го прават зашто од Бога не имаат власт. Христос власта за лекување, за крштение, за причест, за исповед и за сите останати свети тајни им ја предаде на апостолите, им дувна им рече, примете Дух Свети. И сега апостолите тоа го предадоа тој дар, таа благодат ја предадоа на свештениците. И ниеден од тие бајачи нема право
тоа да го извршува. Ниеден од нив не смее во своја рака да ја држи чашата со причест, со најсветото нешто, кое што е телото и крвта Христови, и да причести народ. Посвето од причеста не постои во нашиот православен свет. Како тогаш тие да се поголеми учители од свештениците? Ви кажувам, значи, силата нивна не е од Бога, туку од ѓаволот. Помошта од Бога треба да ја бараме на прав начин, односно да се поучиме од верата на жената која што страдала од крвотечение и од истрајноста на Јаир, кој што доби исцеление на својата ќерка. Затоа не треба да одиме кај бајачите, како што се Борче, Злате, Стојав, Габреш, Иван Исцелителот и не знам уште кои други кои што се рекламираат низ народот. Туку да пристапиме кон свештеник црква и да ни прочита, односно да му кажеме зашто имаме потреба. Зашто има молитви за сите наши потреби, душевни и телесни. Да оставиме име на проскомидија, да не спомне свештеникот додека припрема причест за здравие или пак за упокоение на нашите блиски. Може да се направи петолебие кое што е за здравие на нашето семејство и за целиот наш народ кој што живее околу нас. Тоа е вистинскиот начин да се обратиме кон Бога. И затоа да не бидеме како крвоточивата жена која што откако ги потроши сите пари, се изнамачи, не знам уште каде не отиде и на крај дојде кај Христа и откако на вистински начин пристапи кон Него, таа доби исцеление. Значи да не бидеме такви луѓе, кои што сито и решето ќе поминат, ќе ни споматкаат по не знам какви цркви, водички и не знам што уште, и на крај измачени така измалтретирани, можеби и вера веќе ќе немаме, да пристапиме кон Бога вистински, да му се помолиме на начин на кој што нам, христијаните православни, ни доликува. А Бог не е далеко од нас, никогаш. И иако многу луѓе ќе велат да ми помогна, ми погоди, верувам дека е така. Затоа што во Евангелието се вели дека сатаната и во најсветол ангел еден ден ќе се појави и ќе има сила и знаци за да може некако да ги прелаже луѓето. Но ние го имаме Евангелието, ги имаме свештениците, да ги прашаме што е исправно, што не е исправно, доколку сакаме кон Бога да одиме. Затоа што треба да бидеме ние како христијани најсвесни дека болестите и страдањата некогаш ни се дадени како крст преку кој што ги се спасиме, за наше смирување и за наше спасение. Не треба секогаш да плачеме, ако нешто лошо ни се случи во животот. Затоа што со трпение треба да си ги спасуваме душите. И се оно што Бог ќе ни го даде, ќе биде за корекција наша, на нашиот карактер, на нашата душа, за да таа, откако еден ден ќе се упокои, телото откако веќе нема да има веќе животна сила во себе, спасена таква, радосна да застане пред Господа. Инаку во друг случај, и 100 пати да бидеме исцелени, кога ќе дојде страшниот смртен час, ако душата сме изгубиле, ништо веќе нема да имаме.